Македонијо! Се наближува денот кој така провидно и од кој така провидно и кукавички бега. Доаѓа денот на кој гордиот и достоинствен македонски народ ќе одлучи да стави крај на кризата и деструкцијата, на уништувањето и понижувањето. Денот на кој народот ќе му покаже и на СДСМ и на нивните сценаристи дека во Македонија има народ, трпелив, но силен народ. Се ближи денот кога народот слободно и без никаков притисок и уцени и без надворешен диктат самостојно ќе одлучи каква Македонија ќе имаме. Македонија заглавена во кризи и невработеност или Македонија која оди напред. Изборот е едноставен, изборот е лесен. Не сакаме враќање назад, не сакаме враќање на старо. Се уште печат раните од времето кога под раководство на СДСМ Македонија помина низ периодот на тешката транзиција, во која за многу кратко време се уништи, оплячка и затвори она што со децении претходно беше градено. Велат, куќа се гради долго, но се руши за миг. Малкумина мокници од СДСМ најпрво го обезвредни, а потоа го приграби општествениот капитал. Ова резултираше со затварање на фабриките и отпуштање на работниците од работа. Се создаде армија на невработени лица. Токаш СДСМ ги создаде стечајците. Со цел исправање на оваа огромна неправда, што СДСМ ја направи на сопствениот народ. Во програмата на ВМРО-ДПМН предвидуваме проект за рестартирање на стопанските капацитети жртви на транзицијата, со кој преку сериозна државна финансиска помош за инвеститорите ќе овозможиме одлични услови за привлекување на компании со цел рестартирање на уништените индустријски капацитети. Куманово е еден од градовите што најмногу пропате од неправедната транзиција во 90-тите, па затоа со овој проект предвидуваме сериозни поволности за инвеститорите кои ќе пројават интерес за рестартирање на Кумановската кожара, Тутунскиот комбинат, Житомел, кланицата и ладилник, сточарска фарма Куманово, Кен Куманово, Житонама, Искра Куманово и Фудс Куманово. Програмата предвидува и многу други проекти. Дозволете ми да наведам некои од нив. Ќе завршиме комплетната реконструкција на автопатот Скопје-Куманово, како и изградба и реконструкција на регионалните патишта Куманово-Свети Николе, Јурумлери-Драчево, Липково-Рачиново, патот за Чучер-Сандево и бројни други регионални и локални патишта во Радишани, Трубарево, Чаир, Волково и други места. Ќе ги изградиме или реконструираме и 32 километри улици и патишта кои беа оштетени во поплавата. Ќе се реализира рехабилитацијата на пругата Куманово-Белјаковце во должина од 31 километар, инвестиција вредна 40 милиони евра, а ќе се реконструира и објектот на Кумановскиот театар. Со програмата предвидуваме доградба на геронтолошкиот завод во Ѓорче, инвестиција вредна 1 милион евра, изградба на нов ургентен центар во општата болница во Куманово, која ќе добие и над 150 нови апарати во вредност од околу 1 милион евра. Ќе извршиме изградба на нови или реконструкција на амбулантите во градот Скопје, а особено изградба на нова поликлиника во општината Бутел, комплетно нова амбуланта во Ѓорче Петров и реконструкција на амбулантите во Чаир и Шутово Ризари. Со програмата предвидуваме изградба на 7 градинки во Куманово, 5 градинки во Ѓорче Петров, од кои една во Волково, 4 градинки во Гази Баба, од кои по една во Стајковци, Трубарево и Инџиково, 3 нови градинки во Чаир и по 2 комплетно нови градинки во Бутел и Чучер Сандево. Ќе изградиме нови градинки во Шутово Ризари, Рачиново и Младо на Горичане, со што значително ќе се зголемат капацитетите за згрижување на деца во градинките. Предвидуваме и продолжување на проектот за изградба на училишни спортски сали, и тоа 4 во училиштата во Куманово, во Ѓорче Петров, во училиштето Јоаким Кршовски, во училиштето Вера Јоцич во Газибаба и во училиштето во Чучер Сандево. За младите ќе бидат изградени и игралишта за баскет, меѓу кои по 4 во Ѓорче, Газибаба и Куманово, 3 игралишта за баскет во Бутел, а во Шутар Ризари покрај нова спортска сала ќе изградиме и отворен пливачки базен.
ова се само дел од многуте проекти, од програмата која е реална и обезбедува работа, сигурност и напредок. Почитувани присутни, ги гледам нашите политички противници од СДСМ, како се нудат да ја спасат Македонија. Имале план. Истите тие, која донесоа Македонија на работ на економскиот пропаст, кои ги затворија фабриките, кои отпуштија над 200.000 луѓе од работа, без срам, денес се нудат како алтернатива. Дозволете да ве подсетам дека Радмила Шекеринска беше вице-премиер во владата на Република Македонија, која ја остави земјата со рекордни највисоки 38,8% невработеност. Оставија опустошена економија, тотална безперспективност и апатија. Не можат да бидат алтернатива тие исти луѓе, кои Куманово, Газибаба, Бутел, Чаир, Чучер, Сандово и многи други градови во државата ги оставија со далеку поголем број на невработени од вработени. Газибаба ја оставија со над 12.000 невработени, Чаир со над 10.500 невработени и само 3.800 вработени. За разлика од времето на Радмила Шекеринска, кога бројот на невработени во Газибаба беше далеку поголем од бројот на вработени, денес во Газибаба бројот на вработени е 3 пати поголем од бројот на невработени. Ова е најдобриот доказ за тоа кој работел за сопствениот народ и држава, а кој работел само за сопствениот интерес. Ова е еден екземплар на едно време кое не сакаме да се врати. Народот не сака да оди назад, народот сака да оди напред. Македонија сака да оди напред. Нема враќање на старо. Затоа народот на овие избори ќе гласа против СДСМ, ќе гласа против оние кои уништија економијата, против оние кои создадоа армија на невработени, против оние кои креираа криза и деструкција. Народот ќе гласа против федерализација, против промена на устав и против редефинирање на државата. Народот победува. Народот ќе гласа за Македонија, за број 1 за ВМРО, ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. 1 за една Македонија, 1 за единствена Македонија. Победуваме! Да живее Македонија!